Денеска во Кочани во мултикултурниот центар започна дводневната обука на заинтересираните подносители граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, Reload 2. На обуките граѓаните ќе имаат можност да ги презентираат своите предлог проекти од областа на туризмот, социјалната инклузија, заштитата на животната средина и младински иницијативи. Оваа програма е финансирана од Европската унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации во UNDP. Инаку е проект кој се спроведува во 6 земји во Западен Балкан. Денес сме во Кочани со цел да одржиме инфосесија и да ги отпочнеме обуките со граѓанските организации. Инаку овие настани се во рамките на јавниот повик кој општина Кочани го објави заедно со проектот Reload 2 и има за цел да ги поттикне граѓанските организации да поднесат проекти врз база на приоритети кои што заедно ги дефиниравме за време на јавната дебата која што беше одржана во претходниот месец. Проектите кои што ќе бидат одобрени за финансирање ќе бидат спроведени во 2023 година. Се очекува проектите да бидат со време трајање негде од 6 до 12 месеци, а грантовите се во висина од 5 до 30.000 евра во денарска противвредност. Проектот Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2, Reload 2, е финансиран од Европската унија и го спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP во 6 земји територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до декември 2024 година и има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската унија преку јакнење на граѓанското општество и младите за нивна активно учество во процесот на донесување одлуки. Во проектот Reload 2 се вклучени 8 општини: Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Крива Паланка, Кочани, Куманово и Охрид.